председател. Ако некој во изминатите 26 години покажал подготвеност за компромис, тоа е македонската страна. Тоа и Никос Коdzias и сите претходни грчки политичари многу добро го знаат. Впрочем, користејќи го јазикот на силата, Грција го наметна нивниот ирационален спор за нашето уставно име Република Македонија, како услов без чие решавање нашата татковина не може да ги реализира евроатланските интеграции. Македонската алијанса најостро се спротивставува на тезата на Никос Коdzias, кој во своето последно интервју тврди дека ние како нивни соседи сме верувале дека без договор со нив сме можеле во Европската унија и во НАТО, што според него било невозможно. Навистина е трагично со каква леснотија грчките политичари се прават наудрени и упорно се обидуваат да ја тераат водата на нивната воденица. Имено, Република Македонија е изложена на невиден притисок пред приемот во Обединетите нации. Мораше да го смени уставот. Се откажа од историското знаме со символот на Кутлеш, ја прифати срамната привремена референца ПРМ и ја потпиша времената спогодба, со која меѓу другото Грција се обврза да не ги блокира нашите евроатлански интеграции. Ако оваа спогодба под покровителство на Обединетите нации не е договор, тогаш е прашање колку Коdzias ја познава и дипломатијата и меѓународното право. Најдобра потврда колку е валидна времената спогодба говори пресудата на Меѓународниот суд во Хаг, кој ја осуди Грција заради противправното вето за приемот на Македонија во НАТО алијансата на самитот во Букурешт во 2008 година. Затоа доста не од лицемерие, двојни аршини и лажна конструктивност. Едноставно сите грчки политичари во разни форми и прилики безусловно не подсетуваат на горката вистина дека Грција никогаш нема да се согласи да го признае нашето уставно име и дека бара од македонскиот народ да си најде нов идентитет. Ние одамна предупредуваме дека се смешни тезите за наводна подготвеност на официјална Атина да попушти од своите црвени линии заради конструктивноста на актуелната влада на Република Македонија. Историјата кажува се, ние можеме уште повеќе да се понижуваме, да отстрануваме споменици, да преименуваме аеродроми, автопатишта, да се дистанцираме од античките корени, но тоа повторно ништо суштински нема да смени во позициите на официјална Атина. Македонската алијанса е длабоко и суштински уверена дека сега е потребна шок дипломатија од наша страна. Сега е моментот да се прекинат преговорите со образложение дека пред новата рунда преговори за името бараме меѓународната заедница да ја спроведе пресудата од Хаг и Македонија да влезе во НАТО алијансата со привремената референца. Клучните политички фактори застапени моментално во собранието на Република Македонија да усогласат и усвојат текст на декларација со која ја дефинираме нашата национална позиција, дека ниеден политичар или партија никогаш нема да се согласи на промена на уставното име и идентитет, како наши црвени линии. Во овој крајно сензитивен период за татковината, ова е единствениот начин да покажеме државотворен капацитет за одбрана на иднината на македонскиот народ. Секој кој мисли или се надева дека може да спроведе евентуално велепредавство си игра со оган. Само македонскиот народ кој живее во и надвор од републиката, како суверен владетел на идентитетот, јазикот, културата, посебноста и името, одлучува и никој друг, ниеден политичар, партија или коалиција нема мандат да се раздава со најсветото, порачува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурех на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски, вашиот
уредник, водител и домаќин вечерва, а секако и домаќин на гостинот кој ни е во студио, тоа е господинот Миодраг Стојановиќ. Добро вечер, добре дојдовте. И ви благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме корисни информации за гледачите на ТВ Сонце. За да ве заинтригираме, знаете дека мојата емисија со децении наназад доста е шаренолика. Не сме само за политика, туку сме и за здравство, и за култура, и за многу аспекти од нашето живење. Еден од интересно и првото интервју на ТВ Сонце кое ќе го имам вечерва ќе биде посветено на нутриционизмом, бидејќи мојот гостин Миодраг Стојановиќ е магистрант нутриционист, што значи човекот е исклучително стручен за она што вечерва ќе го говориме. А ќе говориме за здравјето и исхраната од многу аспекти. Ќе почнеме од младите, ќе завршуваме со старите и виз верса. Како треба да се раниме, како си го упропастуваме здравјето, како успеваме да се здебелиме и што правиме на организмот со тоа. Храна имаме во изобилие, ние кукаме, ама колку сме посиромашни, толку сме подебели. Како успеваме да дојдеме до таква една парадигма, до таков еден перверзен трансфер, каде што се помалку имаме храна, а се понездрава храна ни е се подостапна и подостапна. Рековте дека формирате здружение, се формира здружение на нутриционисти кое се нарекува Провита Еду. Така, што значи ова здружение и што ќе бидат вашите цели, кон што ќе одиме? Значи, главната наша идеја е, заради тоа што свативме со времето, зашто јас се бавам со оваа работа повеќе од 8 години, магистар сум технолог нутриционист, и увидовме дека луѓето имаат многу ниска едукација во врска со исхраната и што значи здрава исхрана, избалансирана исхрана и што све треба да направат за да пред се да ги задоволат дневните потреби, а после тоа да се свртат и кон здравјето. Кон своето здравје и кон здравјето на своите деца. Провита Еду ќе се бави со едукација, значи почнувајќи од училиштата, каде што ќе добиваат континуирана едукација родителите, исто така ќе добијат едукација и наставниците и децата да створат една култура. За пример би посочил, во Јапонија децата уште од најмала возраст се учат што е тоа рециклирање и како да спасат планетата Земја. Зашто? Бидејќи тие уште од најмала возраст се учат како да приготвуваат храна, како ние на времето што сме имале предмети, како се викаше домакинство, како да се однесуваме. И тие таму добиваат, значи храна добиваат исклучиво во хартијани садови, кои хартијани садови после завршувањето на храната се делат. Ако имат лажици, исто така се прават од хартија и стават во тие, ги расклопуваат, јадат, приготвуваат, чистат и така натаму. Мора да се даде една јасна порака дека ако ние сами не се грижиме за планетата Земја и за нашата околина, дека таа околина ќе ни биде благодарна ако ние ја одржуваме. Ако не ја одржуваме, ќе ја загадуваме и тоа континуирано ќе иде. Со самото загадување, знаеме, нели, водите се загадува, храната се загадува, производството станува све потешко да се добие органска храна, иако вие инсистирате на органска храна, нема кој не сака да има органска храна, нели, по дефиниција знаеме што треба органска храна, да тоа место не биде со тешки метали во земјата, да не биде прскано, да не биде со неконвенционални методи прскано. 75 километри далеко од било каков рудник, актуелно да не отвараме и друга тема. Но многу интересно ми се допаѓа како размислувате, нутриционизмот го врзувате и со еколошкиот свест. Апсолутно, а тоа е поврзано заради тоа што вие не може да добиете квалитетни производи ако вие немате прво квалитетно семе, немате квалитетна почва што ќе го направите, немате квалитетна атмосфера, нели? Ако воздухот е загаден, вие џабе, ако во близина на некоја фабрика насадите вие било какво растение, тоа е
безпредметно ќе добиете производ кој после тоа ќе не може да го користите или ќе биде полн со отрови. Има и за тоа систематизација, значи во светот се работат многу проекти и све почесто се работат од технолошки аспект за третирање на почвата. Дури на некои места е препорачано да бидат некои култури скроз уништени, заради тоа што почвата е премногу полна со пестициди и со токсини, и да биде насадена репа, сточна репа, која сточна репа потоа ќе биде направено биогориво, не да се даде на животните. Како што ни се појави пред неизвестна година афлатоксината, така натаму, заради тоа што биорепата ги абсорбира така. Сите оние коренести плодови што се од земјата имаат голема абсорбциона моќ, или да се третираат хемиски, во смисол да се додаваат хемиски соединенија, кои ќе ги прават да бидат токсините неактивни, што се да ги врзуваат за себе и да ги прават неактивни. Да ве парафразирам малку, значи да поедноставам. Така. Ако добро ве разбрав, за да имаме добра почва, бидејќи не можеме секогаш да најдеме тера виргина. Така. Можеме да ја истретираме, например со репа, Така. која ќе ги абсорбира тешките метали, пестициди и отрови, таа да ја искористиме за биогориво. Апсолутно. А после веќе, после таа берба можеме да засадиме нешто. нешто. Период, значи има период, значи 2, 3, 5 години зависи, Така. потоа се прават анализи. То се големи стратегии, Па значи стратегија ако сакате, на пример, можеби ние се содруваме со еден проблем кој си го прикитуваме со години, Да. за да добиеме на пример производ. Дали е тоа домат, дали е тоа краставица или салат или нешто што би можеле, нели, да ги отворат пазарите во Европа, зашто де факто ние утре заутре ќе станеме дел од Европа и сме дел од Европа. Меѓутоа да ги се трнат оние царински бариери, значи тие таму имаат точно определени норми и нормативи. Тој ви кажува да, за да дадете производ, што има еден голем сајм што се одржува во Берлин, се вика сајмот е посветен на производство на раноградинарски култури и општо на овоши и зеленчук, и он вика вака, имате вие нормативи. Прво треба да ја видите земјата. Значи, вие да направите анализа на земја, дали тоа ќе го направите на земјоделски факултет или на технолошки факултет ќе го направите тоа, каде што анализа ќе видите вие на таа земја прво дали има пестициди, дали има отрови, и нормално одмах ќе кажете овде не садиме ништо. И втора работа, што фали на таа земја. Оние вештачки ѓубриња 3 петки, 2 петки и така натаму, да знаете дали на земјата фали фосфор, дали фали некој друг минерал, кој за таа култура е погоден. Нели, во минатиот период се менува културите од тие причини што некоја култура бара повеќе од некој минерал, другата. Прво тоа ќе го имате, значи мора да го стандардизирате. Кога ќе го стандардизирате тоа, мора да имате стандард за семето што го користите. Не можете вие било какво семе да ставите кое е добиено, дали е она со ГМО и така натаму. И на тоа ќе се навратиме. Сите тие работи се правени со цел. И вие кога ќе го дефинирате тоа, потоа вика, окей, сте го направиле тоа. Ајде да видиме сега како ќе го соберете. Ќе го соберете, па ќе го калибрирате по големина, значи не може да биде и 4-6 или 6-8 калибр заедно со 10-12, затоа и се плаќа повисока цена. Па каде ќе го складирате и како ќе го транспортирате? Тоа се организираат и со стандардите и така натаму. Тоа е она стандардизација на процес на производство и да стигне, значи, како што беше како што е пропишано во Европската унија. Кога ние тоа ќе го исполниме, вратите се отворени. Меѓутоа, кажувам дека ние имаме многу мал капацитет. Ние викаме има некои си луѓе кои се бават со таа работа и кажат... Ја се извинувам. Ние имаме представа Македонија така, незагадена, здрава земја, све е органско, но знаете како, кога ќе отидам, бидејќи творчен, мало, па цветињата ќе ми фатат вошки, ќе отидам у овие аптеки, земјоделски аптеки, ќе им побарам, во разговор со нив, ми вика, господине Илковски, да знаете што купуваат земјоделците овдека во околинава, вика, што им продавам, со што све прскаат, а вика, глумиме здрава храна, вика, коса да ви се крене на глава. Имате други, сега, ајде да речам да не биде моево полупроверено, но имате ли вие други податоци дека кај нас не е тоа баш така чисто и здраво како што мислиме? Јас во една прилика и се така
ја застапав нормално и Македонија, ја презентирав како земја, бидејќи едно е факт дека Македонија има повеќе од 300 денови сонце, што е, значи, кога ќе измерите, значи, вие само 62 месеца немате сонце, изузетно сончево, каде што е поволно за многу култури кои што бараат сонце и така натаму. И јас кажувам и во една прилика луѓе кои беа од нашите околини од Србија вика да, ти тоа го потврдиш да, меѓутоа што преме со загадувањето на почвата, ние се гледаме кој е загадување. Немаме индустрија, немаме. Немаме, ама вика олово и цинк фабриката во Велес, колку години ја труеше тоа е оловото. Да, викаш, ама 30 години не работи. Не работи. Ама цел живот. Дали ќе се испосе, тоа се тешки метали, нели, исто како па влегува у вода. Почвата, во водата и така натаму. После имате од Скопје железара, имавте Охиси, имавте цементара, треска да не зборам и така дале. Значи сите тие индустрии. После имате термоелектраната што е во Неготина, па да не зборам за фени, а ние викаме кавадаречко вино вака, па после имате Југохром, Јагуновце, што беше така да малтене цела Македонија ни беше окупирана, дури една карта излезе со тие места посочени како црвени зони и ние сме на вистина ставени пред еден чин каде што мора добро да се размислиме што понатаму. Значи тоа стратегија треба владата да направи. Имаше отворено за хидропоника, тоа е нова метода за добивање на органски производи. Предпоставам дека некој што се интересира знае, тоа се значи се ставаат оризова арпа се става и во која се става семе и после тоа све со вода се прави. Значи се додаваат разни раствори на кои што му треба. Значи нема земја, нема површина, буквално може на бетон да се постават тие и добива. Што е предноста? Предноста е што кога во земја се сади на пример домат, вие на 1 квадратен метар, како што рачунаат агрономите, добивате негде од 15 до 18 килограми, а со хидропониката која не ви е обврзана и висина колку сакате да видите, може да добиете од 40-45 килограми производ. Поинаков е и начинот на третирање на растенијата. Квалитетот е уште подобро, дали тоа што го гарантира квалитетот, знае што е ставен таму и не се прска тоа, значи нема. Единствен најголем хидропониците велите дека се и днината? Па во повеќето ја малце се плашев дека губење на вкусот и така натаму. Вкусот ние го пробавме, тоа значи има томатоленд се вика до Неготино, во Неготино е блиско до фабриката БИМ и во Неготино ова што е местната индустрија Свети Николе, не Неготин, Свети Николе. И таму има, АЦУ држи, на 2 хектара е поставено тоа и ние и пробавме од вкусот на тоа имаме пробано и он се за извоз. И нонстоп постојано е квалитетот, дефинирано со кое семе. Единствен мал проблем што се е во опрашувањето. Па се нарачуваат посебни бумбари, да не кажам пчели, од Холандија, кои имаат животен век 7 дена и така натаму, така натаму. Стварно? Да. Зашто? Нашите пчели као не го препознаваат мирисот на нивните цветови? Меѓуто не може толку многу да најди, не може да отвара, затоа што со пчелите доаѓаат и други инсекти и така натаму, што прават проблеми, па горе има прозори кои се отварат, вентилации, па точно може на компјутер тоа се контролира. На компјутер се... И ние имаме вака напредно. Кој го прави тоа? Тоа е Томатоленд се вика. Томатоленд. Аце собственикот, бидејќи тоа беше Јурија, вика јас за таа работа потребно е само вода и струја. Значи во таа ја го запишувам за следно интервју да го барам човеков. Тој е доктор агроном. Како се вика? Ацо го знам. Ацо, добро. А Томатоленд се вика... Томатоленд. Да. Го запишам. Ќе го барам денови. Апсолутно, да. Ова е фасцинантно. И он вика, јас сум со направил хидропоници, бидејќи хидропоници само ние или Јапонија, или научно-фантастични филмови, ме фасцинира дека... Апсолутно, ја мислам дека основоположници на тоа се израелците, нели ние знаеме, израелците секој што има. Меѓутоа, они сакале од едно пустиња да направат плодно, века ние не можеме да направиме. Тоа го прифатили американците кога ќе ги пуштат војниците во Афганистан, прво добива квалитетна храна, друго добива контролирана храна. Точно знаеш што јаде, да не е случајно некој му фрли нешто и така натаму или купи локално и ред други работи. Хидропониците ќе биде цела емисија ќе меѓутоа и самиот кажува, вика, нашето учество на сајамот во Берлин,
каде што се појавува Јудмила Путин, каде што вика да ние сме заинтересирани да земе колкав е вашиот капацитет. И он кажа нашиот капацитет е, карикирам, 100 тонови, он вика неделно, не годишно, вика нас не треба неделно толку за да ја нараним Русија, нели? Така да и он сам кажа, вика, место Јурија кај што нели има некоја ситна треба, тука само треба да вика да се организираат и може 10 такви да се отворат. Јас имам 2 хектара, може 200 хектари да се отворат таму и да се бавиме со тоа. Тоа го прави еден Сенегал, го прави со така крставици произведуваат така и така натаму. Сенегал? Да. На таа топлина, на таа влага, на таа земја хидропоници. Па зашто например кај нас кога е ладно, па енергија треба да се стопли тоа. Значи они барат топлина, барат и сонце и така натаму. Супер. Дури најголема конкуренција беше на производството на хидропониците во колку е потопол крај. Така, тоа е подобро. Друго почнавме од кај децата, значи честите замерки, тоа е забелешки на родителите се дека веќе сите правиме една култура, начин на живење. Сите се менуваме со времето и така натаму, што е начин и лайфстайл менување. Кога вие, например, ке станете јавна личност, сте дошли од негде и се вие сте јавна личност. Вие се, може би се разбирате во економија, меѓутоа не се разбирате во дизајн, не се разбирате во стајлинг едно друго. Луѓето надвор се взимаат свој стилист, за да му каже во која прилика како да се облече. Потоа сите фамилии и семејства веќе имаат матичен лекар како што имаме ние. Они имаат домашен лекар, нели што се јавува и тоа екстра се плаќа. После вие имате домашен или адвокат кој го совестува семејството, дали треба да инвестира, што да прави, акциите ги продава, не ги продава, што да се случува. И најновото е сега зимаат нутриционист. Не знаат они што да јадат и како значи некој треба да им го пресмета, тој да им не каже. само тоа, сите нови приватни ултрамодерни клиники во Македонија имаат воведено нутриционист. Така, мора да Значи, ја бев, бидејќи во соработка со неколку клиники што работев, нутриционист вработен, до сега тоа ја во јавно здравство не сум го сретнувал. Што значи, он им е потребен и за болните, и за здравите, вика, целите семејства, вика, се консултираат со мене, па како да прилагодиме, вика. Тоа е нутриционист и диететичар. Мало има тука разлика. Мала е разликата. Например, како што е помеѓу психологот и психијатарот. Психологот работи со здрави луѓе, психијатарот веќе кои имаат некои си заболувања. Веќе докажани деменција, Паркинсова, Алцхајмерова болест и така натаму. Така и нутриционисти. Ние работиме цело време континуирано, ги едуцираме, ги советуваме здравите луѓе и до фаза додека може да се вратат луѓето со здрава храна и со добра суплементација, како да се го вратат здравието. Да. Додека тоа, кога веќе он ќе добие сериозни заболувања, тоа е потребни докторите, потребни се диететичарите, кога ќе влезе точно за таа болест ќе знае што треба, како треба, не дека ние нормално не знаеме, меѓутоа тоа е веќе кај што треба лекарите да се занимаваат со тоа. Лекарот, тоа ќе му биде основно. Па ќе знае што да работи, што да isfrли до исхраната, која активности да ги направи, нели да не се мешат тие две работи, бидејќи нутриционизмот е наука за храната и е доста широк диапазон на размислување и посветување. Што се случува друга работа што е битно? Родителите со право коментираат, бидејќи веќе во Министерството за образование и наука ние имавме контакти како нутриционисти. Како здружение? Како здружение, да, имавме. Тука е уклучен УНИЦЕФ е уклучен, заради тоа што тие нели под будно око и под мониторинг. Колку е ова обширно сте? Да, немав ни блага представа колку е. Бидејќи сваќаат дека во училиштата децата добиваат храна, меѓутоа таа храна нема нутритивни вредности. Има правилник во Министерството за Джейми Оливер приказната. Джейми Оливер приказната до солзи доаѓаше човекот на запата. Така. Можам да мислам вие во кој стрет доаѓа. Една од приказките нели која се пласира како и сегде. Да, тоа е направено за држави кај што има пари. Викам, окей. Ајде вака да почнеме да резимираме. Колку е кило тиква? 20 денари. Кило. Едно дете ќе изеде кило тиква. Значи ние во просек пресметувавме
дека се плаќаат околу 2000 денари, па тоа доаѓа на 22 работни дена, значи 100 денари да има оброк да се направи на 20 денари тиквата. Сега брокулата е 60 денари кило. Значи јас зборувам за килограм, не може никој да изеде килограм. Па оние како зелкчиња мали или келј, може пире да се направи, прокелј, така. Па после имате спанак кој е ефтин 2-30 дена, значи има едно плејата зелка, да не зборам 20 денари и така натаму. Но ако го спомнавме Џејми Оливер, најголем проблем што беше он кога збореше со нив, едно е вкусот, второ вика времето на спремање. Нас ни е полесно, побрзо, пофрито. Доаѓа прв испржи го и готово вика. Ние вика треба да остануваме, треба да бидат платени и така натаму. Па тука имаше баланс. Се сеќавате во Америка што му вика? Вика, кој сте вие да им кажувате, да ни кажуете што ќе ги рани децата? Има да јадат пржени крилца и тоа е. Што им е вкусно, така, и со додатоци, нели, дали ќе биде. Што покажува дека и во најразвиените земји има недостаток на свест. Но, дека сегде свеста расте за здравје и храна, тоа е факт. И затоа сте и вечерва тука. И како ви оди? Што се случи? Значи, почнуваме и сега, една работа е најбитна. Значи, ние што предлагаме и на Министерството за образование и наука, и на доградоначалниците на општините, дека ние како нутриционисти, нашата тенденција да има повеќе здруженија кои здруженија ќе направат комора. Утре која комора ќе се грижи, како што беше законот за потрошувачи, па нели на почетокот се смеа кога една група на луѓе одеа по продавниците и гледаат дали тоа што напишано е идентично со она што го кажуваат. Нели ставено во био нема ништо, ставено во одел органско, нема ништо органско. Ставено на попуст, а рокот 2 дена му истекува, нели? Па се донесе и закон за потрошувачи каде што вие морате нели еден производ за 30 дена ако не се поправи грамажата да е исто, така. Се поправи ситуацијата. Сега имаме точно, гледаме колку шеќер, колку има ова и што е многу добро и многу травматично. Кој каза ќе травматично. Кој ќе гледа? Вака, ајде да ве одморам, да направиме кратка пауза. Прв пат сте ми гостин и навистина интензивно, фасциниран сум, многу работи отварате. Ја само сум загрижен колку теми ќе зачнеме, бидејќи ова до сега што го зборевте заслужува 2 часа. По мене. Но сакам неколку теми, за да ги заинтригирам гледачиве дека за некого може би ај сега кој ќе го тупи, па здрава храна, ово, она, вамо, тамо, да ви кажам. Може, режија, ај ве молам, пушти ја снимката моја од пред неколку години, бидејќи овде не само што ќе збориме за нутриционизам, туку ќе збориме и за здравје и за диета. Јас сум еден од оние најнавлечени луѓе на храна, но јас успеав да се вратам од ова. Да, ова е, па нема 10 години. Ова нема 10 години. Нема 10 години, ова е интервју со Гаро Џуниор. Јас сум овдека 120 килограми. Океј, ова сум јас денеска. Вака, ние ова сега некое мое палење, ја моето либидо си завршило со мојата сопруга. Значи, ова сум јас денеска. 30 килограми помалку. Како да сум оперирал тумор, родил тројка и не знам, повторно да сум се родил. Зошто? Затоа што сметам дека таа дебелина, врати ја уште една снимката, оваа дебелина ме доведе до инфаркт. Не стрес. Ја имав инфаркт 2012 година. И знам и убеден сум дека заради мојата лоша исхрана, само лоша исхрана, лоша исхрана, лоша храна. И за тоа ќе збориме денеска во емисијата и како, океј, можеш да вратиш кај мене назад, како може да се дојде. Верувајте, ја, наркоман навлечен на благо, на месо, на све бев навлечен, успеав благодарејќи на овој човек и неговата компанија да станам ова денеска.
Сега, рачунајте дека овде ќе има и реклама, но верувајте, трагедија е денеска кога ќе ги видам млади девојчиња, кога ќе ги видам млади момчиња, се изгубиле. Ја разбирам дека сака некој чат, пат, фаст фуд, но навлегуваат само во тоа и после ќе се изгубат. Верувајте, има надеж, и тоа ја ако сум имал волја, човек со многу малце волја и карактер, сум се спасил, има и за вас. За тоа ќе збориме и понатаму. Сега ќе направиме уште една кратка пауза, па ќе продолжиме со разговорот и за нутриционизам, и за здрава исхрана, а секако и за најбитното, како може да се ослаби трајно. Ако некој во изминатите 26 години покажал подготвеност за компромис, тоа е македонската страна. Тоа и Никос Коdziјас и сите претходни грчки политичари многу добро го знаат. Впрочем, користејќи го јазикот на силата, Грција го наметна нивниот ирационален спор за нашето уставно име Република Македонија, како услов без чие решавање нашата татковина не може да ги реализира евроатланските интеграции. Македонската алијанса најостро се спротивставува на тезата на Никос Коdziјас, кој во своето последно интервју тврди дека ние како нивни соседи сме верувале дека без договор со нив сме можеле во Европската унија и во НАТО, што според него било невозможно. Навистина е трагично со каква леснотија грчките политичари се прават наудрени и упорно се обидуваат да ја тераат водата на нивната воденица. Имено, Република Македонија е изложена на невиден притисок пред приемот во Обединетите нации. Мораше да го смени уставот. Се откажа од историското знаме со символот на Кутлеш, ја прифати срамната привремена референца ПРМ и ја потпиша времената спогодба, со која меѓу другото Грција се обврза да не ги блокира нашите евроатлански интеграции. Ако оваа спогодба под покровителство на Обединетите нации не е договор, тогаш е прашање колку Коdziјас ја познава и дипломатијата и меѓународното право. Најдобра потврда колку е валидна времената спогодба говори пресудата на Меѓународниот суд во Хаг, кој ја осуди Грција заради противправното вето за приемот на Македонија во НАТО алијансата на самитот во Букурешт во 2008 година. Затоа доста ни од лицемерие, двојни аршини и лажна конструктивност. Едноставно сите грчки политичари во разни форми и прилики безусловно не подсетуваат на горката вистина дека Грција никогаш нема да се согласи да го признае нашето уставно име и дека бара од македонскиот народ да си најде нов идентитет. Ние одамна предупредуваме дека се смешни тезите за наводна подготвеност на официјална Атина да попушти од своите црвени линии заради конструктивноста на актуелната влада на Република Македонија. Историјата кажува се, ние можеме уште повеќе да се понижуваме, да отстрануваме споменици, да преименуваме аеродроми, автопатишта, да се дистанцираме од античките корени, но тоа повторно ништо суштински нема да смени во позициите на официјална Атина. Македонската алијанса е длабоко и суштински уверена дека сега е потребна шок дипломатија од наша страна. Сега е моментот да се прекинат преговорите со образложение дека пред новата рунда преговори за името бараме меѓународната заедница да ја спроведе пресудата од Хаг и Македонија да влезе во НАТО алијансата со привремената референца. Клучните политички фактори застапени моментално во собранието на Република Македонија да усогласат и усвојат текст на декларација со која ја дефинираме нашата национална позиција, дека ниеден политичар или партија никогаш нема да се согласи на промена на уставното име и идентитет, како наши црвени линии. Во овој крајно сензитивен период за татковината, ова е единствениот начин да покажеме државотворен капацитет за одбрана на иднината на македонскиот народ. Секој кој мисли или се надева дека може да спроведе евентуално велепредавство си игра со оган. Само македонскиот народ кој живее во и надвор од републиката, како суверен владетел на идентитетот, јазикот, културата, посебноста и името, одлучува и никој друг, ниеден политичар, партија или коалиција нема мандат да се раздава со најсветото, порачува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски.
Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Читате Скопско ехо. Бесплатен неделник на македонската метропола. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Stop. Драги мои, ете, малце драматично сакав да ви наговестам за сите оние кои имаат проблем со исхраната, дека има шанса да се излечат од, можам слободно да кажем, како борба со дрога. Буквално која ќе заглавите со нездрава храна. И не е лесно. И до ден денеска не е лесна борба. Но има надеж, сакам да кажам, постои начин како тоа да се направи. Сакам да ги поздравам дамите, бидејќи соработник со вечерашниот мој гостин, кој е вечерва во студио, господинот Миодраг Стојановиќ, е Драган Таневски. Драган Таневски е еден од најпознатите македонски писатели на популарни романи кои жените го обожаваат. Можеш да го даеш мојот компјутер, ева неговата слика. На мојот компјутер, да. Ова е господинот Таневски, кој пред да ја почнам диетата, со него разговарав. Он е огромен човек, висок 2 метри, имаше прекумерна тежина и ме мотивираше и он самиот покрај вас, кој ми рече, биди упорен, ќе има резултат, затоа што он е, мислам, и првиот кој ја пробал диетата која ќе ја збориме вечерва, што ослабе скоро 30 на килограми, ако не се лажам. Така беше. Како е Драган? Драган е добар, се извинува што не може да биде присутен во емисијата, бидејќи има доста обврски, средува некои си проекти, нормално и поврзани со работата наша и со книгите. Не може да одговори на сите пораки, што и тоа зазема време. Он има многу книги издадено, вие сте соработници блиски. Ние сме 28 години партнери во другиот наш бизнес, Новус. Да. Различно од ова. Меѓутоа, нели, тоа не било сегаш обсесија. Драган е изузетно квалитетен, интелигентен и добра личност. Сем популацијата што го знава како писател, доста е креативен, таа креација него во секој поле се гледа. Тоа е фасцинантно, колку дамите ги обожаваат неговите книги и просто не ми се верува дека во Македонија имаме еден таков автор од таков ранг кој обично ги баравме негде надвор и така натаму. Фасцинантен. Дали, да те потпрашам некој, дали има нешто преводи негови, да се преведат некои негови книги надвор заради популарност? Да, имаше некои си обиди да се направи преводот, уште со првите дела што искрши со Така се грми, па претходното, потоа со Колекционер и Урбани херои како прво негово дело.
Меѓутоа, премногу ангажман бараше, там че сакаше да идејата беше да се преведе прво во околината на српски да се преведе, па после тоа се преведе на англиски така натаму, али како проект Стои има интерес. Апсолутно, уште една работа би додал. Вие го познавате Драган како писател, Да. меѓутоа Драган има едно чудо други доблести и таленти неверојатни. Така да секогаш е добро да го имате и како пријател, и како познаник, нормално и како партнер во бизнисот. Спремали нешто ново книга, пошто Па тоа секогаш дамите ме праша, викам, те молам праша, вика обавезно. Па ова последното негово дело промоција имаше пред само месец дена, така да не тоа е знаев. последно да колекционер 4, така да е тоа новото дело, така да Се договаравме неколку пати да ги презентирам неговите книги, Така, да. останува за следното. Така да има, меѓутоа нормално понекогаш му недостава со инспирација, па сам се мотивира, сам пронаоѓа, така да тоа е добро. И да се навратиме кај нашиот главен, тој беше промотор, заради тоа што кај него има една работа. Значи он тешко за нешто ќе го измотивирате, али кога ќе добие мотив, така тоа се случи пред 30 години, не 30, 26-27 години, со пушењето, беше страстен пушач. И ние, нели, Драгане, дај, види со цигари, вака, онака, еден ден рече, ја вика, од утре не пушам. Значи, буквално, јас од утре не пушам, значи, ги остави, ги искини, више цигара не запали. 27 години. Значи, тоа е, нели, карактер, кој ја некојаш ќе се нашам со некој, да, карактер, меѓутоа лабилен, кај него нема тоа. Зима прави, а да не зборам за техниката. 97 исто ги оставив цигарите. Па тоа беше И то порано, тоа памтам- е 91 година тоа го направи. 97 година во петок навечер Браво, браво. легнав, заспав, неќев да запалам последна цигара, во саботата не запалив до ден денеска. Ама ја не викам дека е тоа резултат на мој карактер, туку нешто Последно време беше крајниот. нешто се случи негде од озгора, некоја друга енергија дојде. Не се. Значи, Уште кај поблизок исхраната. ми е сега Драган вака. Да, и поинтересантно. Кај исхраната, значи што сакам јас да кажам и општо пратејќи оваа работа, бидејќи јас и долго време се бавам и со спорт и се уште сум активен спортски работник во Џудо Федерацијата, забележав дека посебно кога децата се подготвуваат и возрастните, значи и дали се тоа пионери, кадети, јуниори или сениори, главен проблем кај сите е исхраната. Исто и кај тие што се бават со фитнес или со бодибилдинг, успесите кај сите тие доаѓаат во комбинација 70-30. 70% е храната, 30% е вежбањето. Аман. Апсолутно. Апсолутно. Аман. Така е. 70-30. 30% ви е вежбањето. Вие ако немате правилна исхрана, вие може да вежбате колку сакате, ќе имате проблеми, ќе се чувствувате вака или онака. Ако имате правилна, избалансирана исхрана, точно направена според потребите на вашиот спорт и на вашето секојдневие, вие само тогаш ќе имате успеси. Јас тоа гледам, значи вие нели кога ќе отидете во хотел и таму ќе ви дадат од сабајле ово, оно, значи вие мора да имате јака протеинска исхрана, што протеините вие дават нормално јаглени хидрати треба, значи не треба да ги запоставиме. Светската здравствена организација има направено правилник кој правилник кажува колку треба да ви бидат застапени во дневната исхрана, колку треба да имате масти, например, од 15. Колку е релевантен тој правилник по вас? Апсолутно е. Апсолутно релевантен. Значи треба да имате вкупно масти од 15 до 30%, од кои под заситени масти треба да биде под 10% од тоа, а треба да биде незаситени масти 6 до 10%. После треба да имате јаглени хидрати, 50% треба да ви бидат јаглени Ама хидрати. како може? Али не прости, Ама нели? чекајте се, Да, ајде спортист и протеините вози, се до 15. води сметка. Врвен спортист има нутрициониста Така, кој може да му каже 30 кебапи со толку салата, толку лепче, тоа ти е оброкот и овој да не се размисли. Но просечен тинеџер, просечен човек работа, како може да знае тинеџер кој сака девојчињава да речеме, до 6-7 оделение многу не име гајле. Смоки, бутаи и така натаму. Но доаѓа време за хеланки, за минјак, доаѓа време за добар изглед, гради, ово, она, а веќе набиле целулит, задниците спуштени, што сега да се прави?
како да не се дојде до тоа и ако се дојде, како да се одбегне. Ајде претпоставам дека се млади и со мала промена во исхраната има брзо резултати. Но што е тоа што они треба да сменат во исхраната? Значи и на времето Джек Блекбурн веќе пред 30 години добива налог од американската влада, тој е професор на Харвард универзитетот, да изготви програма. Значи број 1 незаразна болест во светот е дебелината. Значи како болест веќе третираат. Над 50% од американците имаат прекомерна тежина. Значи вкупниот број, значи некои си 300-350 милиона, значи 50% од тоа. Од тие се 50%, од 50% имаат прекомерна тежина. И тоа се веќе проблеми, заради тоа што тој не може да ги обавуваат дневните активности. Тоа е социјален проблем, заради тоа што не може да иде редовно на работа, често зима боледување и така натаму, не може да оптеретува општество. Све оптеретува. Те не знам крвоток, те не знам притисок, те не знам побрези, желудник, срце, сето тоа е огромен трошок. Тие го сваќаат како проблем. Например, една анегдота кратка ќе ви кажам, мојаш пријател иде во Шведска да конкурира да работи во Волво фабриката. И вика треба да идеш на склопување на првиот тест што беше и најтешки тестови што имавме е кондиција. Вика треба да испливаш 100 метра за толку, треба да истрчаш 10 км за толку и точно да извозиш за толку. И он вика, тоа не е тешко. Кога почнав вика да пливам, вика, па гледам дека тогаш не можам и тоа ми вика 2 минути, не ми вика минута да испливам 100 метра. Па после не пуштија таму 2-3 недели да одиме да што вика нас не треба здрав човек. Да. Вика само здрави луѓе нас не треба. Ако си ти здрав, траката не ти е проблем. Витален си можеш да ги обаваш сите функции. И Джек Блекбурн во своето излагање пред Сенатот и бидејќи добил налог, две работи констатирал. Вика најдов формулата зашто луѓето се дебели. Прво и основно нередовно исхрана. Значи кога вие еднашка или два пати во денот јадете, значи пред себе имате едно совршено битие, тоа е човекот, како совршена креација. И вие не можете да го измамите него. Вие кога ќе внесете еднашка, тој ги вклучува или влегува во една алфа состојба, ги вклучува алертот, вика овде ќе има гладување или болест. Гладување или болест тоа значи дека секој енерген што ќе внесете, протеин или храна, се складира, не се троши. Вика чекајте, не знаеме што е следниот чекор. Кога вие 5 пати во денот ќе јадете, вие прво не го оптеретувате желудникот, не го оптеретувате панкреасот, не го оптеретувате црниот дроб и не го оптеретувате целото битие. Да ве разберам уште еднаш, да ве парафразирам. Значи, нередовната исхрана во смисла еднаш или два пати прејадување Така е многу полошо од што истата количина на храна да изедете на 5 пати во денот. И сега идеме на вториот проблем. Ти си изел 2 сендвича у 2 оброка. Така и Ама ако таа количина ја изедеш на 5 пати, многу помали последици ќе имаш, никакви да речеме. апсолутно. И сега што е проблемот? Интересно. Проблемот е повеќето од популацијата. Помеѓу 7 и 9 сат, не помеѓу 7 и 9, помеѓу 7 и 12 не им се отвара уста. Нели не може да се разбуди. Кафе и цигара. Кафе и цигара, најштетната работа. Организмот бара енергија, значи вие денот го започнувате, така? Има тука многу тези, еве јас сум ги читал, вика и не го оптеретувајте, па ќе му ставиш, не знам, колбаси ово, на ваму, таму, а организмот тој тогаш. Дај му малце сок, нешто цеден, овоше. И тоа ќе го издискутираме. Аха, добро? Значи прво што доаѓа, прво вие доека, нели, организмот ваш доека спиете ги обавува оние функции на чистење на организмот и се дехидрира. И од сабајле кога ќе дојде денот би требало да го започнете со чаша вода. Мики, Да. ја држејќи ја твојава диета, за која ќе збориме после. 100 грама немам ослабено буден. Сето слабење што беше од сабајле кога се отспијам 8 сати и по 2 килограми знаело да овакво со протеинската диета. Но за тоа потоа. Стварно, целата магија се случува во сон. Апсолутно. Тоа е неверојатно. И тоа идеме, значи, првиот чекор. Значи, прво да ги мотивираме луѓето кои ќе станат,
да се напијат вода, да Рехидрираат. така, организмот. После тоа кога ќе направат, нели се миете, се правите, земете го, прво овошје земете. Зашто? Овошјето исто изобилува со сокови, изобилува и со шекер, јаглени хидрати, све имате. Здрави јаглени. Здрави и така натаму. Направете го тоа. Цереалиите? Те овако и тие цереали, или тоа направете го. Значи или цереали земете од сабајле мусли и така натаму. Тоа ви е здравот, или земете, не оптеретува многу, а влакна, па и така натаму, или земете парче интегрален леб, земете, па значи да не си иде она тешка кајгана со колбаси, со сланина. Добро, колбасите е проблем, нели? Меѓутоа јајца, 3 јајца можете да изедете, ќе внесете и минерали, ќе внесете и протеини, ќе внесете. Не зборам пржени, зборам варени. Варени, да. Аха. И така, нели, пржење, тоа е тоа. Потоа многу битна работа е. 3 часа да имате размак помеѓу оброците. И да не грицкате ништо. Грицките не утепуваат. Чувствуваме ние глад, па прво раката ни оди на чипсот или на смоките. Еден податок да ви кажам, едно пакетче смоки да изеде едно дете, добро, за 3 дена надокнадил потребите за сол во организмот. Вау. А да не зборам кој ќе изеде 2-3 Тоа е многу интересно, затоа што педијатри кои ќе дојдат кај мене, вика болно дете и прво им викам смоки да не јаде. Ради солта, ради. Дали е смоки, дали е флипсовите и така натаму. Солта и таа препржена маст. Таа вика ни ги блокира и лекови, и трансмастите, вика, да го ослободиме организмот за да може за лековите да можеме на еден природен начин да биде тоа лесна навика, нели? А после тоа вие да земете, например, сте станале, се доручкували, сте земале некако се оброк во 8 часот, 8:39. Па после тоа направите пауза до 11-12, немојте ништо да јадете, освен вода да се напиете, нели? Па после тоа земете ужинка некоја се, дали ќе биде овош или обратно, ако се земале овоше, па ќе земете овош. Обично тогаш луѓето им доаѓа време за, ако се на работа, ручаат. Така. Или тоа ќе го направите во 1, во 2 часот, после ќе ви биде. Значи, ако тоа го направите, е просто, например, 8, 8:3, 11, 11:3, 2 ќе ви дое така. Добро. Ќе ви дое 14. 3 пати нешто да каснете во јадете, тие 8 часа. И веќе почињате помалку, што вие од сабале имате потреба, нели, тргувате на пат, го пуните резерварот и кога ќе стигнете таму, енергија треба за да целиот ден да ги обавувате своите активности. А ако се прејадеш, тогаш организмот се занимава со варење на храна и клапнува. Значи тоа е некој баланс кој треба да се случува. Значи ние тоа имаме доста големи дискусии за таа работа, што да се јаде и колку. Значи треба и период да направите, заради тоа што посебно ние каде што имате категории каде што килажата е битна, како кај нас во џудото, килажата е битна до 90 кг, па бил до 60, па бил и сега. Џудиста си? Да. Да не се закачам со тоа. Поздрав на моите другари од таму. И значи точно треба. И треба што да се земе. Значи вас пред надпреварување од сабајле, нели има мала психоза, организмот не смеете да го оптеретете и треба да му дадете нешто што ќе го ревитализира и ќе му даде сила, нели? Дали тоа ќе биде суво грозје, дали ќе биде урма, дали ќе биде црна чоколада. Значи овошни шеќери. Овошни шеќери да добие, фруктоза да добие, кој ќе добие сила едно друго. Ќе му даде фруктозата не го оптеретува метаболизмот, тешко да го вари. Да, и една работа, значи нешто што е најнеиспитано во човечкиот организам, освен мозокот, е панкреасот. Панкреасот лачи 100.000 ензими. На денешната наука и медицина познати се само 5.000 ензими. Зашто служат, како служат? Чекай, ме фасциниравте. Апсолутно. Значи, не знаете, а панкреасот ви работи и да не го оптеретувате панкреасот. Значи, вие, кога одеднашка ќе му дајете количина на шекер, јаглени масти да преработат, тој лачи ензими, нели, за да ги преработи тие. Значи, вие кога го оптеретувате, тој се определи, ако нонстоп подгрицнувате нешто, нонстоп лачи, така натаму. Значи, вие го ставате во нонстоп алертна фаза, значи, мора да го ставите некој да одмори, нели? За да може да функционира. Ендокринолозите велат дека токму тоа се случува и кај диабетичарите. Од шекерите, панкреасот пумпа и на крај пукнува. Така, или премногу стресови кога имате, така натаму. Сега, нели, тироидната... Уште не знаеме зошто и како реагира. Тироидата ви се оштетува и панкреас. Меѓутоа со тоа ќе се бават лекарите, ние се бавиме со храната, што треба да ја зимат. Значи, додовме до констатација дека треба 5 пати дневно. И треба кујната да се затвори,
во 20 часот најдоцна. Немој. Апсолутно. Ама не. После тоа вода и да почне организмот да се чисти, така да се Слушај, не ја гаси емисијата, него ако може угасни струјата вака. Господи. Од бушонот вака, так извади. Тоа било најдобро затоа што да. Господине Станови, па немојте бурек у 10 сат, сендвич у седмица, па у 2 са бајле, у 7 са бајле. Така. Значи се случува. Во 20 часа. До тоа дојдовме, значи ако вие го почнете. Лом се направив со твојата нутриционистка за оваа тема. Викам, што мене ќе ми објасни? Добро, ја на своја вие сте во право. Луѓе што легнуваат во 10 часот, 11, и кога се во раздвои 12, да. До 12 вече да му трае. Ама што правам јас кој легнувам во 2 са бајле? Така. Значи, може ли ја у 9? Не ми дава. Така. Лом се направивме. Значи тоа е, значи Ама тоа е ритмот на организмот. така, значи не смееме ние тој да го поремете. Значи знаете и во музиката учевме оно на та ритам, све има ритам. Дури ајде малце ќе начнеме. Мене ми е непарен ритам од македонски та. Малце Се шегувам, ќе начнам од квантната медицина само за да ви објаснам што е, како е. Значи можеме слободно да кажеме. Поздрав до доктор Сарчевски. Да. Дека еден дел од квантната медицина е начнал и самиот Никола Тесла. Тој поставил дефиниција дека све што вибрира испушта фреквенција. Така. Значи он бил основоположник на едното да испушта фреквенција, значи шум има фреквенција, значи да ја контролираме. Значи он е поставил дека може да се контролира. Така да и квантната медицина се поставува на тоа да секој орган затоа што има своја микровибрација, според својата микровибрација, луѓето кои се бават со квантна медицина со инструменти веќе можат да одредат кој орган не е во функција или има некаков дисбаланс, затоа што му се случува стрес, најчесто стресот, нели? Ја морам да ве поврзам со доктор Сарчевски. Има квантна ординација за квантна медицина веќе 10 години, ја добро се работувам со него. Ќе ми биде драго да ве поврзам бидејќи гледам дека сте да, тука негде на некој ниво. Што ме интересирало тоа затоа што апсолутно. И да го видите во пракса како функционира делување со руски ласери на квантно ниво врз организмот. И со ние падови каде што се дефинира фреквенцијата. Просто зашто сакам да се надоврзам на тоа бидејќи порано излетите во природа биле секојдневие. Зашто? Заради тоа што денеска мораме ионизатори да симулираме природа. Зашто? Заради тоа што вика секој човек по правило би требале 40 минути дневно да е во контакт со природата, да не кажем боспотреба, условно речено, за да може да се направи измена на енергија. Повторете го ова уште еднаш, нека им влезе како правило на гледачите. Секој ден треба 40 минути, значи тоа било порано, например, луѓето немале така покрај река. Така да седнете, постелете едно кебе, седнете на тоа, за да можете да имате поставена, нели, знаеме и од географија, меридијани на поредници, северен и јужен пол, така. Што се случува? Тука има измена на енергија. И измерена енергијата, и тоа се викат и сега методата се Шуманови бранови, кај што измерената дека човечкиот организм со земјата испушта една енергија која се мери нормално во херци и која изнесува помеѓу 8 и 11 херци. Таа фреквенција вие морате да ја нивелирате нон-стоп да бидете. И затоа нормално има северен и јужен пол. Прв пат тоа го увиделе со Јури Гагарин, која искочил од космичкото летало, не можел да оди. Тоа сватиле дека он принцип немал измена на енергија со земјата и дека тоа станал омалаксан. Само ве начнав тоа. И ние се да дојдеме до нутриционизмот, вие начнавте едно прашање, нели цедени сокови, тоа е добро. Меѓутоа мораме да се разбереме дека нашиот организам како една совршена креација е направен да ја преработува храната. Значи вие во устната шуплина имате ензими, најпознат е амилази, која препреработува храната. Вие така препреработена јава. И со жвагањето на храната, вие у принцип сем што ја ситните, нели, храната, ги активирате тие ензими кои препреработуваат храната. Као таква препреработена ја внесувате во организмот и не се оптеретува желудникот и не се оптеретува организмот за доработка на таа, па потоа иде во дигестивниот тракт и се вадат сите оние протеини, минерали. Видовте една работа дека колку и да е ова
добро и значајно дека светот влегува во една фаза каде што се обесити, дебелината станува страшен проблем. И решенијата стануваат се порадикални. Ми се чини дека вашата програма која ја застапувате, колку што ја истражував, е развиена уште во 50-тите и 60-тите години од страна на НАСА, кога се подготвувале програмите за астронаутите, како нутриционистички да можат здраво да се хранат, а тие луѓе и поживеа и по 90 години, а долго време се хранеа и со таква исхрана. Ке одиме сега со вашата програма, ќе биде product placement, значи ќе покажуваме продукти конкретни. Во Македонија постојат неколку вакви. Јас се одлучив на вашата програма заради низината отвореност и заради следново. Сега ќе извадам некој продукт. Бидејќи, знаете, кога за диетата да можам да ја држам, ми требаше храна, многу тешко ми беше. Ја и тогаш кога бев со таа дебелина, морам сега малце подолг вовед, ја знаев за 300 диети. Све пробував, ништо не успеваше. Поготово, гладта беше константна и постојана. Иако и протеинска држев, не можев тоа. Со оваа диета ја успеав да јадам малку, да јадам здраво и да не бидам гладен. Како знам дека бев здрав? Правев редовно крвна слика и ја имам денеска подобра крвна слика од што сум имал пред 10 години. Ја, драги мои почитувани гледачи, немам ни срам ни перде, ќе ви ја дадам и на увид мојата крвна слика да ја видите, повидете каква е таа за 56 годишен човек. Она што мене ми беше важно е што за разлика од други продукти, бидејќи јас сум пробувал диети со некои чудни апчиња, со чудни прашаци, некои успеваат, некои не. Но никогаш не сум имал, например, кој е производител, кој е веб страната, не само нутриционистички. Ја отворив... Кој стои позади сето кој стои тоа, позади кој е ова. преземал одговорноста, така. Значи, мене ми е страх. Ја викам, окей, ова се прашаци. Еве ќе отворам, ќе го покажам. Ја овие ги конзумирам, дори не искачам од дома, па да немам оваква кесичка со прашак, една доза, било што. Што со те? Што ја овде не само што знам што има, него знам кој го произведува. На веб страната, кога отвори, видов дека е ова холандска компанија, која има низ цела Европа своји испостави, меѓу кои сте и вие. Во секоја испостава има слободна продажба, но под контрола на нутриционист, каде што е задолжен да ве упати и да ве насочи и психолошки, и физички, и ментално, и секако и да ви помогне. Бидејќи ова, ја заклучив, сам не можам. Така, водството е битна работа. Многу ми беше потребно. Лани, кога дојдов кај вас, ја бев со скоро 120 килограми, тогаш господја Катерина беше. Поздрав до нејзе, многу и благодарам, сега е бисера. Во меѓувреме ја ослабев, па пак вратив килограми и сега пред емисијава се договорив со вашата колешка Бисера, викам, ајде да видиме дали ја сум научил нешто од лекцијата. Она е млада дама, симпатична и морам да признам дека ми се допадна со својот авторитет, иако сум ја многу тежок и над, значи многу се расправаме, но успеав еве за месец дена 8 килограми да симнам и како да ви кажам, иако ослабев, еве уште една тура сакам да ослабам за некаде летото да си дозволам 3-4 килограми да овакво, ама да можам успидогачица конечно да. Значи, зошто ја одбравте Продимет? Знам дека Продимет не е единствена, но зошто Продимет, еве, вие како нутрициониста и голем познавач почнавте? Ја ќе ги извадам овие продукти полека да се...
Едно што беше фасцинантно во контактите со Продимет, сем што е холандска фирма, е нивната доследност и нивните ефекти кои се постигнуваат. Значи, ние слободно можам сега да кажам, значи, 100 од 100. 100 луѓе дојдат на третман, се договараме за која килажа, точно се става на програма која се може да биде во 5 етапи или може да биде во 3 етапи, во зависност колку килограми сака да изгуби, или се договараме колку е потребно, нели, дали тоа здраво, пред се од здравствени причини. Има една Харисон Бенедикова равенка по која се пресметува, во која влегуваат низа фактори од дневни активности, работно место и други моменти, за да можеме ние точно да пресметаме на кој човек или на која лична персона каква програма да му се понуди. За секого се изготвува посебна програма. Вашата програма е една, за тој после вашо ќе дојде ќе има друга, за таа госпожа ќе има трета, за девојче и така натаму. Сите тие се различни. Се сеќавам, ми се допадна една многу убава дискреција има. Потоа ми рече вака, викам, ја ова нема да издржам. Не, вика, ти ова можеш да го издржиш. Ја имам, вика, клиент кој е двојна тежина од тебе, значи некој си човек кој имал 200 килограми, ама нему ќе му дадам 2 да пие. Затоа што, вика, друга тежина е, друга борба е кај него и приспособува. Е, сега, значи, постои некоја метода. Ја која ќе отворам страната, постои, тука вели дека ова се нарекува, се извинувам да ја најдам, да, ова е Продимет диета или доктор Аткинсон. Што можете да ми кажете малце за ова? Значи, што е, значи, исто како што ви кажав, значи, основоположникот е професорот од Хавард универзитетот, кој има направено програмата за слабење. Значи, главното е 5 пати во денот да се јадат. Помали оброци се јадат и така вие добивате. Што добивате? Ова се високопротеински оброци, а нискокалорични. Што значи тоа? Дека вие го протеинот кој е, значи, главниот фундамент за да вие добиете да не ви падне мускулната маса и да може организмот правилно да ви функционира, а да ги потрошите мастите од јаглените хидрати и шекерите кои се акумулирани во вас. Но, за да се потрошат масти и акумулирани шекери, се бара физичка активност. Така. Ја морам да признам дека лани, кога ја фатив диетава, не станав од кревет, а ослабев скоро 25-6-30 килограми. Така. Што се случи со мене? Еве, например, ако сум, бидејќи заради работата, зимно време, па немав многу простор за активности и така натаму, но успех има и кај луѓе кои физички се неактивни, така, инвалиди и така натаму. Како успева оваа диета да биде здрава во исто време, бидејќи, знаеш, кој ќе речат прашок, луѓе, ау, не, јас сакам здраво. Како успева оваа диета да постигне тој ефект на такво слабење? Тоа сега да го опишам. Значи, една индивидуа, еден нормален човек кој нема активности, има потребно жените 2000, мажите околу 2700 калории дневно. Значи, вие да седите и ништо не правите, толку калории трошите дневно. Тоа е спиењето. Тоа е спиењето вклучува, така. Добро. Значи, има тука таа Харисон Бенедикова равенка по која се пресметува. Ако ви имате физичка активност, не смеете да имате само толку калории, значи требате повеќе калории. Значи, калорија знаете, тоа ви е колку 1 грам вода му е потребно да зоврие за 1 степен. Да, тоа вкусот е одличен. И не, ја го обожавам, ја ова долго време го консумирам. Луѓе ќе имаат проблем со ова, доста темелно е поставувањето, заради тоа што вие станувате, не размислувате за ништо. Значи, имате готов обрек кој лесно се спие. Да, вечно е, значи има луѓе кои ме прашуваат дека јас идам на работа ме чека 20 луѓе што да правам. Каков оброк да земам? Го препорачуваме милкшейкот, се отвара, се пие за 10 секунди и пријатно го гледај. Да, ама вика, чекај бе, ало, јас сум дебел, гладен сум, ова нема да ми биде доволно.
да психозата е тука присутна и ние тоа затоа што има доста и сладки работи, благи, кои што нели кој ќе ви се јави психоза и прво организмот кој ви реагира и вика дај ми нешто благо затоа што јас не можам и паѓа шеќерот, нивото на шеќер паѓа, не можам да издржам. А не е шеќерот нивото. Не, што малце нели психоза се јават, апсолутно. И вие кој и точно на одреден период јадете. Верувате, така е направено тоа да вие 3 часа издржувате, после третиот час го барате оброкот. Ја понекогаш ми се случува и малце почесто, ама ретко. На 4 часа, значи, да. Првиот проблем, проблематични се само првите 3 дена. Кога ќе го издржите, ги надминувате, после немате проблем. Неделно губите 2-2,5 килограми и најбитно е првата фаза да издржите каде што губите 50% од проектираните килограми. Ако сакате да изгубите 20 килограми, 10 губите во првата фаза, па после во втората фаза ќе изгубите уште 30% од посакуваната, во третата фаза губите уште 15, во четвртата уште 5% губите од проектирањето. Ова е многу оптимистички. Во првите фази, али првата фаза зимате само, значи немате 6-7 килограми успева. Ако сме се договорили 15 да биде намалувањето на тежината и така натаму. Значи до сега луѓе 20 килограми што. Значи овој период прва фаза и 20 килограми во првите месеци. Значи ние во принцип 20 килограми кои сакале да ослабат. Значи нас се случувало 15, до сега сме имале такви што имале 30 килограми, 15 килограми. Значи тоа го сваќаме за месец дена? Не за месец дена, 2 недели, значи во прва фаза се држиме додека не изгубиме 50% од онаа проектирана килаж. Значи добро, ја сваќам прва фаза месец дена. Значи прва фаза може да трае и 3 месеца. Па во принцип обично околу месец и пол, 2 е првата фаза, месец и пол, 2. Не повеќе, да. И таа е тука 8 до 12 килограми. Апсолутно. И до 15 килограми ако луѓе треба. не им се чини многу, но интересно е што пред да почне диетата, вие користите една машина, вага една, која мери некои чудни малце мерки кои се. Имено, вагата е поврзана со жица и има тука едни мерни инструменти дисплеј на кои се земаат мерки. Ја бев малце сомничав, но откако ослабев гледам дека има навистина видливи разлики. Што мери тоа? Што мери тоа? Кажав, тоа доаѓа како дел од квантната медицина, нели? Вие со помош нели на некои си фреквенции струја која се пушта низ организмот, ви се мерат виселарните масти, што се, значи тоа се масти на собрани на организмот, ви се мери колку имате Што е тоа виселарни масти? Тоа се масти околу органите што ви се натоложуваат. И тоа е се тие што ги замастени органи. Замастени органи, народски речи. И тоа може преку електрода да се измери. Апсолутно, да. И тоа е прецизно. Ја бев многу скептик. Доста прецизно. Значи јас информациите што ги прочитав, значи од оноа да се подврнете вие на некој си медицински третман, дали ќе имате само 5% разлика помеѓу оваа вага. Значи тоа е Танита е вагата, јапонска е вагата и доста далеко имаат стигна. После ви го мери BMI индексот, после ви мери колку е густината што имате и на коските, дури има ваги што мерат. Потоа ви мери колку. Зошто ви е важно тоа вас? Многу е битно за да видиме напредувањето. Значи битно е да што вие некој виселарните масти не може да ги приметите, некој може да биде слаб, а да има виселарни масти. Кај жените например треба да се движат околу 5%, кај мажите негде до 30%, кај жените често пати знаат да отидат 20-30% да бидат и веќе го спорува работењето. Мажите обично се околу стомаците, жените се околу задникот. И задникот е околу стомакот тука, значи на органите кои се таложи. Тоа се више масти да збориме ние за. Има една состојба која вие во оваа диета им ја препорачувате, им давате едни маркери кетостик. Што е тоа кетоза и зошто е толку важна таа кетоза? Малце повеќе да објасниме, бидејќи на страна овие протеини и така натаму, отсуството на шеќер во исхраната со вашава диета доведува до состојба на кетоза на организмот.
објаснете го надолго и широко. Значи, што се случува? Значи, вие кои имате насобрано кај вас маста, да го кажам, како енергија, нели маста секогаш може да биде енергија. И ние користите, таа се таложи кај вас. Идејата е, кога вие ќе внесувате ниски калорична исхрана, а високо протеинска, значи органите и мускулите функционираат нормално, костките, косата како што треба, а вие почнувате да ги трошите мастите насобрани како енергија од шекерите и од јаглените хидрати во организмот. И доаѓаат... Значи, и најмалку ако имам шекер во крвта, Апсолутно. организмот нема да ми рчне од салото, Да. туку само во моментот кога нема да имам воопшто биде шекер во принуден. себе, он е принуден да го топи салото. Така, заради дневните активности што ги обавувате. А Така? протеинот овдека Така. ми ја убива гладта да не И чувствувам ве глад. прави да биде, вие кога одите трошите протеини, нели, тоа се белковини, така, за градење на коски, на коса, да за функционирате најбитни ви се протеините, се минералите, затоа и се внесуваат и по таблица се внесуваат и мултивитамини, па се внесува и калиум ако има потреба, и калиумот што го нудиме таму е исто добиен на природен начин, и тоа е изузетно квалитетен. Мултивитамините на пазарот нема подобар мултивитамин со дневно препорачаните дози кој е заведен, да, од Продимет мултивитаминот, кој е регистриран во агенцијата за лекови, Малмет, и нормално одобрен од нивна страна, бидејќи вие не можете било што да внесете во државата. Бидејќи има кај нас и мултивитамини кои содржат па и шекер како придружни Така елементи, е. а И овдека ред е други, проверено да, така, значи дека во најекстремни моменти, бидејќи ние точно треба организмот вие дневните потреби имате точно таблица колку ви е потребно витамин А, колку Б, колку Д и така натаму. А пример во Шведска зимно време им дават зголемено количество на Д бидејќи немаат сонце, нели? Имат потреба од тоа. Меѓутоа да објаснам само за Објаснете. иначе За влегува, значи кетоионите од организмот излегуваат, шекерите, овие мастите се топат и вие преку тој кетоз секој принцип го регистрирате како лакмусова хартија тоа. И точно знаеме дали некој е во кетоз или не е во кетоз. Ако е во кетоз, значи функционираме правилно како што треба. И цело време вие добро спомнавте дека вас во секоја диета потребно ви е водство, лидерство. За некој, кога ќе дојдете, дали е тоа криза, дали е тоа... криза. Да. И со ова доаѓа криза. Дали не знаете што да направите или ви се случило некоја си состојба, сте отишли и вечерта викате, слушај, јас на вечерва сум на слава, што да правам? Нутриционистот ве советува, добро, ќе изедете едно парче риба и ќе изедете малку салата, за да не биде дека тањерот ви останал празен. Немојте да пиете вино, пиете само вода. Сите ќе ве разберат, нели? Крај на приказката. Тука сме го постигнале ефектот. Влегувате во кетоза. Вашиот нутрициониста ми не само мене, он сам ми каже дека на Вибер сум ви постојано на располагање, ако ви треба нешто, пишете. Тоа станува и за сите. Значи доаѓаат луѓе во моменти, нели, на некој се случува да чувствува тегоби, некој се чувствува гадење од некоја се хранена, али генерално сите добро се чувствуваат кога ќе ги надминат оние 3 дена. Како и нели поговорката секој е чудо од 3 дена. Значи 3 дена наминувате, имате благи, имате кашички, имате готови оброци, значи све ви е супер. Ете ги и доле се готовите оброци. И солено, и ова е, например, ете, сакаш нешто да јадеш, види, да не се лажеме. Не ја споредувајте, да ви кажам. Не е замена за избалансирана исхрана. Ова не е замена за избалансирана исхрана. Ова е само под контрола, строго. Мора да води и вкусот. Не е ова врвен ресторан, како се викаше овој нашиот и така натаму. Воденица. Не е ова нашиот ресторан. Значи, не е тоа најдо, но човек кога е гладен, ова спасува живот. Да, значи спасува живот, баш како што кажате вие, значи вие доаѓате во една каде што дебелината ви носи само проблеми. Дали сок, дали ова појадок, овесна каша, овие чоколадите за тие за втора фаза. Јас со нив се скарав, искрено ти кажам, затоа што имаат. Што? Кој е? Кажи бе, кажи. Ова, што сакаш? Од овие? Да ги ставам? Сакаш да кадар. Дај кадар. Да се ни избрза камерманот, да се размрда малку. Така да многу е битно тоа. Самото тоа не
доведува на едно многу битно прашање, каде што луѓето, например, и кога слабеат, нели? Слабеат на овој или на оној начин. Во нашиот организам, на жалост, многу токсини се закачуваат на тие масти и кога ќе почнете да слабеете, затоа и се потребни тие свежа исхрана или салати или антиоксиданси големи. Додека трае диетата. И додека трае или на било кој, значи ова информации која има самостоен начин на слабење. Дали ќе отидете вие во некој салон за разобување, па каде што кавитација ќе ви направи, па ќе ве ослаби така натаму. Да, ја идев во силуета и многу ми помогна и добро беше малце размрдување. Што е заедно со диетата и добро беше. Така. Што би сакал да се надоврзам на едни други препарати кои ги имаме. Тоа се решито и кордицепсот. Пред да идеме на нив. Ја морам само кратко да ви кажам дека при слабењето морате да водите внимание на било кој начин, дека се ослободуваат еден голем број на слободни радикали и токсини. Значи антиоксидансите се многу важни. Така. И сега да ти кажам, со другарти Таневски, бидејќи ми се најде во кризата, морам и како лично сведоштво дека вечерва не е ова само пуста реклама, туку луѓето ме видоа. Може уште еднаш да ја дадеш мојата снимка? Можеш, ако ја најдеш, дај ја мојата снимка, каков бев. Значи, ова е монструозно. Ја овдека, мојот полов орган не можам да си го гледам, ја овдека не можам да си ги врзам кондурите, Така. ја овдека сум искрено кога се гледам и благодарен на љубовта на мојата сопруга и моите деца, како можеле да ме сакаат, и се срамам од себе. Не знам како дојдов до ова, ама знам колку си го нарушив здравието. Страшно и ужасно. И знам кое задоволство ми беше кога отидов во Зара, а Зара мрзи дебели луѓе, да си купам сако кое не сум можел ни да... Ама не, ова сако и ова блуза не можев да ги облечам. И си дадов, викам, ајде ќе се потрудам. Види, скапа е оваа диета, тоа е факт. Но, поскапо ми беше терапијата, инфарктот, стентот и вториот стент кој ме чекаше, не може ни да се спореди со сумата која треба да ја дадам за ова. Не ме прашујте колку е сумата, имате ценовници, имате веб страна, консултирајте се, но верувајте, треба голем клик у глава. Имам пријател музичар, огромен, прекрасен човек. Кога ме виде се фасцинираше. 15 минути ме тераше да му држам, се договорив му 10 саат пред вашата продавница. Нивната продавницата на Продимет се наоѓа кај АМСМ, кај што беше Новус, сервисот. Така што таму е продавницата. У 10 саат он не дојде. И никогаш не. Значи има луѓе кои не се... Ја бев спремен. А зошто бев спремен, Мики, да ти кажам? Ја бев уплашен. Што мене? Ја бев уплашен за сопствениот живот. И ја не прашував. Ја земав кредит за да вложам 3-4 месеци во оваа исхрана специјализирана. 3 месеци. Таква тешка борба водев, додека траеше тоа, само јас си знам. Првите месеци и пол дена, без шекер, прв пат во живот, ми беше како од хероин. Значи, седам навечер, вака се, викам, што се случува со мене? Ми помогна, дури и ова не ми помагаше, ми помогна стевијата. И ја, значи, го гледаш Шејков, ова е десерт. Знаеш како го правев јас? Дај, смени кадар, фати нешто у Zoom, ќе станам. Ама ќе зборам. Океј. Глеј, ја без ова не искачам. Глеј го Шејков ко кафе. Значи, ова е за некој си 100 милилитри пудинг да го направиш, многу густ. Знаеш што направам? Твик правам. Значи, трикови правам. Користам стевија, многу блага, ама нема шекер. Само вкус. Ова го ставам, мраз,
плюс стевија уште поблаго да биде. Да. За да го имам вкусот, Да, психозата си. психозата, ја сватив дека сум психички навлечен, бидејќи кога читав, кога ми дојдоа синовите, еве, вика, татко, да видиш, кокаинот и шекерот делуваат на истите центри во мозокот. Кокаин и шекер, истата навлечена. И ја ова ќе го растворам во еден огромен шејк, 600 милилитри, и ја течност ќе си се напијам вода, ама ќе си испијам и протеин и ќе си имам едно чувство дека сум јадел благо. Значи, мене реално шекер не ми треба, ама ми треба овдека сум кликот. Зошто? Затоа што на таа слика кај што сум 120 кг, јас сум се заборел од Кока-Коли, од Фанти, све тоа ми било нормално. Па уште пострашно, овошни сокови, она во самопослуга која ќе ги купиш во маркети на оние, па тоа е, значи, ја им вел, Кока-Кола Зиро е 2 пати поздраво од што тие сокови што им ги купуваат на децата, еве здраво. Или на болни луѓе, у болница му носи сок. Еве ти фрукталче, еве ти нема пострашно. И јас сватив со оваа диета дека таа кетоза е најдоброто нешто што му се случува на организм. Му се јавувам третата недела, после сите оние агонии и малтретирање на вашата колешка, му се јавувам на Драган Таневски. Ја не ни знам кој е Драган Таневски. Кога ми рекоа колешките, он е обожаван кај жените, затоа што пишува им допира до срцата. Ја појма неам со кого зборам. И викаат, па овој, вика, разговарај, вика, он сака да се чуе со тебе. Не сум го видел, ја уште не сме се сретнали у живот. И ми вика, Јанко, јас сум 2 метра човек, 2 тона тежав. Како успеа? Вика, ни мене, вика, не ми беше доволно овие 5 оброци, вика. А 5 до 6 се максимум што може да земеш, бидејќи протеинот е таа количина. Бубрезите ќе се преоптеретат. Викам, како мене ми треба уште да јадам, да бутам. Печурки, зелена салата и краставици. И јас сега морам да признам, не беше лесно. Седнувам да гледам филм, 4-5 краставици олкави, љупи и бутај. Ама, кога отидов у Зара за 900 денари, блузичка што само син ми можеше да ја облече, не можам да ти опишам задоволството од себе. Така. Значи, се срамев од себе, викам, чекај бе, јас зборам за здравство, зборам за нутриционизам, зборам за све. Погледни го, кој мене да ми верува. И ја им благодарам на гледачите што имале доверба во мене. Но моја должност за моите синови, за младиве деца, дека може, дека има начин, ама дека човек, како и се во животот, ништо не можеш сам. Мора водство. И мене ми се допаѓа што програмата на Продимет има нутриционист кој е добро обучен, кој ја разбира психологијата и кој те капира кон што можеш. Ја дневно, еве и денеска, не сум под кило до 2 краставици на ден. Вода и тоа ме заситува, бидејќи не ми е доволно ова. Но ми се изменува менталниот склоп. Се помалце и помалце храна, и сега кога ќе седнам на свадба, на слава, ја можам да си изедам парче пилешко, парче бифтек, салата, можам и чаша вино, ама знам дека 2-3 дена, знам дека можам после и да се исчистам од тоа. Не сум више чудовиште кое се потреба. Ја постам! Пази, јас сум човек од црква, ја постев. Но што вреди постиш? Кило леп изеди, кило ајвар изеди, кило граф, бадем и ореви, и што постиш? Јас со постење, пази, сите постењи ги држам, до инфаркт дојдов. Мојот духовник, која му реков, што јадеш? Викам овие прашоци. Што се содржани? Главната содржина, колку што можам да прочитам, е сурутка. Така е. Од сурутка. И дехидрирано овошје. И дехидрирано овошје, ово она. Океј, вика, Тере. Чим ти слабееш, па ти си пример и за твојата парохија, и за себе, и за све. Така што, ја со многу емоции ова го зборам, затоа што
интимниот живот ми се подобри, менталниот живот ми се фокусот ми се врати, физичката енергија ми се врати, подобро спијам. Све. А има и уште неколку детали кои не се за телевизија. Мене ми е неизмерно драго што вие ги кажате тие зборови, да не ги кажам јас, заради тоа што тоа е ваше искуство. Тоа е моје искуство. Така, Мене значи, ме интересира ако јас сега, го кажам, што тоа ќе мене кажете вие од искуството на другите, бидејќи ја тоа не го знам. Значи, сите Што велат луѓе, другите? Така, значи, добро кажавте дека парите некој ќе ви ги земе. Подобро парите да отидат во превентивата и одошто во хемијата и во апчињата. Значи, после мора тоа да го направите, или после морате стенд, или после значи да не се доведете во таа состојба да дојдете. Не дај Боже, стенд, Мики, Значи, сите, тоа губење невиност кој ќе ти ја збрца жицата и вика ништо не осеќаш. Не, брат, осеќаш вака како иде жица и неќам никого да плашам. И одеднаш стои тука, бута една, бута друга и слушаш компресор. Кр. И му викам на доктор Марија, викам, што е ова? Вика, пумпаме балон. 9 атмосфери. Значи, вика, стентот ти е ставен, треба да го раши, цело време си буден. Го осеќаш, вика, ноце вака ти вака. Морбидно е, да. Само бутајте вие шеќери. Јас сум паталец и милиони ги има. Фала Богу што отишла медицината. Ама ја не сакам втор стен, не ќам трет стен. Затоа сум овде. И затоа сметам дека ова добра работа и дека ова треба. Ја знам дека не може секој, ама луѓе, направите си разлика. Нутриционизмот мора да ни стане дел од живење. Вика, адвокат, електричар, стилист. Тоа се основните работи кои ти требаат у живот. Нутриционист се повеќе ќе ни треба. Па ја сега, кога идам, бидејќи се одучив од шекер, ја немам што да земам. Кисели краставички шекер имаат. Цвеклово тегла шекер има. Зелка што ја купуваме, овие зелки, турши и така натаму, со шекер ги конзервираат. Значи, домашна храна, домашен највар, кај што шекер не се додава, мора да се пази. И секој ден таа гнасна, одвратна, смрдлива, моја најомразена брокула која јадам 4 пати на ден. Значи, станува здраво. Да, добро кажавте, значи се навраќаме на почеток како што почнавме со училиштата, нели да кажеме, до едукацијата и до водството. Значи вие во нашата програма, тоест Продимет програмата, која спроведува доктор Робинсон тука, тоа е нашата фирма, ние ве едуцираме за целиот тек на тие 5 етапи. Како после завршувањето на програмата. Исто како што учите да возите автомобил. Добивате инструкторот ви дава 30 часа, после 30 часа вика, вака треба да возите. Доаѓа комисијата, викате да, вие знаете да возите, вака продолжете. Ако вие престанете така да возите, вие ќе бидете чест учесник во сообраќајни незгоди. Исто и кај нас. Значи, ние ве едуцираме како треба да имате 5 оброка дневно, да имате физичка активност и да имате избалансирана исхрана. Значи, овој период кој ќе го надминете, кажете го како сакате овој период, меѓутоа тој период ќе ви помогне да вие намалите за краток период на здрав начин 20 на 25-30 кг или 10 или 12, сигурно. И да добиете на континуирана едукација и после завршување на таа едукација, вие, например, во 4-та и во 5-та фаза јадете комплетно конвенционална храна, секојдневно што јадете. Вие само во првиот момент како да не се врати? Прво, како знаеме дека сме здрави? Дека е здрава исхранава? Прашоци се, вештачко и така натаму луѓе се плашат. Дали крвната слика е добар показател за тоа? Да кажам, вие го кажавте на почетокот, па не сакав да неколку пати да кажам. Ако треба да се целата контрола ја правите. Значи секогаш правите нормално крвна анализа и правите анализа на мокрачата. Тие ви се двата најдобри параметри. Ние на почетокот исто гледаме. Заради тоа што според крвната слика вие знаете дали некој има недостаток на железо, дали има недостаток, има вишок на масти, значи точно ја гледаме сликата. Како ја правите втората слика, како ја правите третата слика, како ја правите четвртата слика, вие точно сами ќе се уверите дека сте на добриот пат. Плюс
помошта што ни ја дава вагата танита, тоа е јапанската вага, која ни ги мери и виселарните масти, и мастите во организмот, што е BMI индексот ни го пресметува, има таму, ни ги пресметува метаболичките години, значи вие можете да имате 56 години, а да вашиот организам биде во состојба на 30 години. Ја бев на 75 години. На почетокот, да, нели? И други Метаболичките мои години. Метаболичките години, нели? Вие се чудите Сега ги како спуштив што на е. 65. Добро ли иде тоа надоле, значи не иде тоа со Не ќе метаболизам брзам, подолго веќе. Али нели ќе ви се забрзе метаболизмот. Спиендо ќе ви се врати. Делува исто така кога ќе имате намалена килажа и кога ќе почне да ви функционира метаболизмот, тој делува на вегетативниот нервен систем, делува на симпатичкиот и парасимпатичен нервен систем кој ве релаксира. Со самото тоа ви се намалува и крвниот притисок, нели? Мастите во организмот. Кажете ми, приметив дека за време на оваа диета исклучително се зголемува количината на исфрлање на течности од организмот, преку уринирање. Па заради тоа што ви стимулираме да пиете Дали е тоа 2,5 нормално? литра. Нормално е така, заради тоа што преку течностите ги исфрлате главно ги исфрлате токсините, заради тоа што знаете токсините се исфрлаат кај мажите на 4 начини, кај жените на 5. Значи тоа е преку дишењето, преку потењето, преку мокрачата и преку изметот кај мажите, и преку циклусот кај жените. Значи, вие кога имате исфрлање на токсини, организмот се детоксицира и вие се чувствувате одлично. Затоа и имаме свежи салати и во самата програма, за да имате и голем број на антиоксиданси кои ќе ги врзуваат токсините при слабење. Таневски исто така ми рече, не очајувај, вика, ќе излегуваш од кетоза, значи и со најголема внимателност се искача од кетоза, дали предпоставувам дека тогаш организмот нагло успева да извади шекери од салото, па паѓа кетозата од само од себе, но вика, продолжи, салатите се клучното. Истрајност. Бутај од салатите и не му се шекири. Среќа тука се и печурките, па знам нив да им ставам нешто, некои зачини и така натаму. Имате, може да блитва. Но детоксификацијата, ги спомнавте, едно од најскапите нутриционистички, ајде да речам покрај кавијарот у живот, се овие печурки кои се продаваат кај вас, се продаваат и на други места, но се исклучително скапи. Тоа се од риши. Што е таа и зошто е толку барана? Гледам дека доаѓаат таму луѓе, сум приметил, кои не се на диета, нормални луѓе, а купува само доаѓа за риши. Зошто од кај вас риши и што е толку значајно за оваа печурка? Така, значи, зашто било на времето скапо реши, бидејќи реши тешко се наоѓало во природата, дури и се нарекувала фантомска печурка, бидејќи ретко се наоѓала и била остапена и била бенефит само за големите кралеви и за богатите луѓе. Од тие се праве разни еликсири, значи пред све нели како еликсир за младоста, виталноста, зашто? Заради тоа што го подобрувало за многу имунитетот и затоа е наречена како билка за повеќе болести. Вие кои имате здрав имунитет, како што кажав пред малку, како јинг и јанг, делува на симпатички и парасимпатички нервен систем, го релаксира, притисокот ви се намалува. Врши детоксификација на организмот, тоест го стимулира организмот да исфрла токсини. Потоа, во артериите и во вените тропните наслаги ги топи, исто така врши и топење на масите кои се наоѓаат на црниот дроб. Врши правилна функција, тоест го одржува панкреасот. Во традиционалната кинеска медицина, за разлика од останалите медицини, фокусирани се на два органа примарно. Тоа е црниот дроб или хепарот и панкреасот. Во нивните учења и подучување кажува дека ако тие два органа ви функционираат, цел орган и ќе ви функционира добро. За да имате здрав имунолошки систем, морате да ја одржувате кондицијата. Реши на еден многу чуден и природен начин му помага на организмот да се избори со сите оние состојби здравствени нарушувања кои ќе дојдат, бидејќи за многу го подобрува имунолошкиот систем. Здрав имунолошки систем
можете вие со било какви болести да се спротивставите. Као што се сега сезонските настинки, пред све алергиите, заради тоа што алергиите кои ќе дојде во Но ова е општо, така да, натаму. ова општо го кажувате. Така е. Што е искуството од вашите, зошто го зема? Еве вака, значи пред све, бидејќи денешниот... Зошто доаѓаат еве сега ќе ви они? кажам Вие као и за нутрициониста кордицепс. ги кажувате Така, сите. апсолутно. Еве вака Ме се интересира ќе зошто купува народ кај вас. Денешниот човек е динамичен човек. Денешниот човек е изложен на премногу стрес. Храната што ја зимаме и што ја купуваме има све помалку нутритивни вредности внатре. Има помалку минерали, витамини. Режито, бидејќи се одгледува на посебни места, тоест земјиште во Кина, каде што е органско пред све во дождовните шуми на планината Вунг, која се наоѓа во Кина, и тие таму успеват да добијат производ кој на нашиот организм ќе му ги надокнади сите нутриенти кои му се потребни, од витамини, минерали, протеини внатре, и на тој начин кој ќе го внесете вие, ќе ви се подобри и комплетниот имунолошки систем. Зашто го кажувам тоа? Бидејќи вие со здрав имунолошки систем, како што спомнав, вие ќе ги надминете сите состојби во кои ви доаѓа. Пред све, во обновување секојдневно на клетката. Клетката кога добива правилна храна ќе функционира безпрекорно. Вие ќе Дали ова го купуваат? Добро, ова е за здрави луѓе, што ми. Дали ова го купуваат болни луѓе кои се борат со заболувања? Видите, ова е додаток на исхрана. Во ред. И ова е природна состојка. Не смееме да го збориме како лек. Како лек да го Добро, збориме. според законот. Меѓутоа, луѓето го зима заради тоа што толку делува позитивно на организмот, посебно во комбинација заедно со кордицепсот, бидејќи кордицепсот за разлика од решито се наоѓа и расте на Тибет на висина од 3 до 5000 надморска висина. И намерно таму расте бидејќи луѓето кои живеат на таа висина имаат недостаток на кислород, а решито е кордицепсот помага да се оксигенизира повеќе. Ова и ова е истото? Не се различни се тие. Ова се различно. Што е ова? Еве го, ова е кордицепс. Што е кордицепс? Кордицепс го оксигенизира и дава поише сила на организмот. А што е Исто ова? е медицинска печурка. Ова е медицинска И печурка. тоа е медицинска печурка. А кажи, пред да идеме, значи, ова успева да го зголеми нивото на кислород во организмот. Во организмот. Значи тоа го виделе пред све Што нас во загадениве средини, видите како ни е потребно. И сем да не прочисти и така натаму. ова ме интересира овие две работи. Намалување на ризикот од когнитивни растројства и зајакнување на когнитивниот развој кај риши печурките. Дали ова само, колку да се каже, ете лек за се, што ова значи? Видите, затоа... И колку е... Да, малку е чудно кој, меѓутоа, ако е добро пратите традиционалната кинеска медицина, во традиционалната кинеска медицина може тројца пациенти или петорица да влезат со исти симптоми, а да добијат различен третман. Бидејќи малце подлабоко навлегува ганотерапистот, тоест лекарот што употребува традиционална кинеска медицина. Вие кога ќе дојдете во една состојба, например, се чувствувате нон-стоп уморни. Не знаете што ви. Не знаете вие дали тироидната жлеза не ви функционира, дали панкреасот не ви лачи доволно инсулин, дали имате проблеми со дигестивниот тракт, со пробават и така натаму. Едноставно не се чувствувате добро. И сега почињате вие да си барате прво причината, али најчесто вие ги лечите симптомите. Нели ве боли глава, зимате некој аналгетик, ви помина главата. Решито ви помага да комплетно да ја решите целата состојба. Преку, пак ќе повторам, со зголемување, тоест подобрување на имунолошкиот систем. Затоа се вика имуномодулатор. Зошто вашите реши? Зошто не има реши ваму и таму и така натаму? Добро прашање, благодарам што го поставивте. Решито, значи вие можете да го најдете и на Alibaba за $1 и така натаму. Меѓутоа, секогаш треба да знаете дека, како што кажете пред малку, кој стои позади тоа реши преработката. Што секој може да ви каже. Кај решито што е најбитно? Да имате добар производител, зашто има неколку начини на одгледување на решито. Еден од начините кои го употребуваат тука е lock cultivation, заради тоа што самото реши како семе
расте на дабово дрво, како печурка на дабово дрво, која е во фаза на полураспагање. Фирмата која се бави со производство во дабови дрва става семења, ги третира, значи целите површини ги третира со земја која е органска, не е загадена нормално со токсини, со пестициди и така натаму и со тешки метали, и вие добивате еден производ кој ги има сите оние нутритивни вредности, минерали, витамини. Едно од главните состојки, нели подусловно речено, е германиумот кој стана све поинтересантен во последно време и основна состојка во Верувате во германиумот, ја има доста контроверзии, дека е превара, дека не сега ќе ви делува. кажам и за германиумот. Така, Значи имаше една недореченост кога Кај почна решито, да се значи една од состојките содржи германиум. Само Добро? нели на почетокот почнуваат да кажуваат органски германиум, што малце невозможно како да кажете дрвено железо или железно држело, тоа не постои. Значи вие имате како да кажете органско железо, така? Не, вие кажувате во блитвата, во спанекот има многу содржина на железо, така? Значи не може да кажете дека е железо. Така и во решито, чисто заради споредба, во лукот содржи 50 ppm, тоа значи parts per million во 100 грама лук, што користи бел лук. Во решито содржи 2000 ppm, 2000, значи во лукот 50, во решито содржи германиум 2000 ppm, parts per million, што го прави да биде потентно. Второ, има многу полисахариди, концентрација. Имате полисахариди, имате трипентеноиди и по тоа е познато решито. Полисахариди. Така е. Нели е контраиндицирана со оваа диета? Нема да ти исфрли од кетоза ако земеш? Ништо. Сите додатоци што се има кај вас нема да ти исфрлат од кетозата. Почна да кажу, значи Ова може. Во решито тоа може. Ова може. Во решито затоа што латинското име за решито е ганодерма луцидум и се наоѓа најактивната компонента, тоа е ганодермната киселина. Имате повеќе плејада на киселини, меѓутоа најпозната е ганодермна киселина А. Јас моето испитување во магистарската ганодермна киселина. Ганодермна. Да, што ганодерма луцидум се вика. Мојата магистарска теза беше испитување на присуство на ганодермна киселина А во примероци, дури литературата луцидум. Литературата кај нас кажуваше дека и да ја најдете реши печурката во подречјето на Европа, ќе ја најдете, меѓутоа нема активни компоненти. Ние заедно со професорот Дамјановски од нашиот факултет, со голема помош на професорот Митко Караделев од Природно-математичкиот факултет, кој е единствен миколог, сега претпоставам дека има и други, ми даде примероци од ганодермата, тоест ганодерма луцидум или од реши и од родот ганодерма. И ние испитувањата, можам да ви кажам, дека се изненадивме, се запрепасивме, дека и примероците што беа најдени во Македонија содржаа активна компонента ганодермна киселина. Целиот проект го работевме на фармацевски факултет, под покровителство, под водство на професор Јоше Стевков и професорката, тоест деканката Утре ќе дојдам кај вас, ќе ги земам и овие две. Значи ја ги држав диетите, ама од ова немам пробано, ќе пробам од ова и ќе го споделам моето искуство со гледачите. Да се навратиме на тоа, реши тоа. Можеме и посебна емисија гледам ја за решиво да направиме. Да се навратиме на диетава. Кажете ми, од прилика, дали сте задоволни, колку клиенти има и каков е процентот на враќање на килограми? Оти факт, еве, после година дена, ја 4-5 килограми вратив. Дали каков е процентот, какви се шансите да се вратиш скроз, како се останува да се задржи тоа, да не продолжам да го купувам, а да продолжам со здравиот живот и така натаму. И тука Као што дискутирав, нели, сте се научиле да возите и викате сега вака. Ако вие правите девијации на ваша рака, нели, седнувате зад волан пијани, веќе имате проблеми, не можете да го пробувате возилото. Ние со нашата континуирана едукација што ја добивате за тие 2 месеца. Значи не е само насока, туку те едуцираат. Апсолутно, што е и водство, вие добивате прилика да се научите.
нашиот организам во наредните 6 месеци секогаш ќе сака да ве врати на онаа килажа која има измеморирано како ваша идеална килажа во изминатите 2, 3, 5, 10 години. И цело време ќе сака да ве врати на таа килажа. Ви сами знаете и луѓето знаат дека секогаш во плюс ви дозволува да одите, не ви дозволува во минус да одите заради тоа што намалувањето на килажа организмот ја регистрира како алфа состојба, тоест ја регистрира како состојба на недостаток на енергија на храна, од гладување или од болест. И он вика, не, овде има некаков си проблем, идеме нагоре да ве вратиме тоа. Значи, вие треба да издржите со наша помош и со ваша, ако вие 5 пати во денот зимате оброци, помали оброци, и кујната се затвори во 20 часот, вие нема да имате проблем. Се случува да се зголемат 2, 3, 4, 5 килограми, меѓутоа се јавувате, доаѓате кај нас, ние ве советуваме со конвенционална храна, како да продолжите. Пак ќе повторам, ова не е замена за избалансиран оброк. Морате да водите внимание дека треба здрав човек, му е потребна храна која имаме ние во природата и која прилагодуваме според нашите потреби, бидејќи нашиот организам е една совршена креација. Што е по тебе здрава избалансирана храна што можеш да ја јадеш секој ден? По мене тоа значи парче месо и многу зелено. Одлично. Тоа е. Дали треба нешто Апсолутно, повеќе? не треба повеќе. Али треба да знаете колку ќе внесете протеини, да не внесувате вие 10 пати протеини, нели? Треба да биде тоа избалансирано, да имате интегрален леб. Значи, не сакам да се фрли голема фама на лебот ваков. Значи, ние дискутираме за интегрален Лебот леб. наш насушен. Така, па ќе земете еден ден ченкарен леб, ќе земете. Па имате сега леб од хељда. Па ќе го употребувате лененото семе. Тој ви е најдобра извор за решавањето на пробата. Од време на време ќе земете млечни ферменти и така натаму. Значи, најдобро е да ви се обратат вас, Апсолутно. не мора да стартуваат, можат На дискусија. И тоа е сосема бесплатно, нели? така, Доаѓат на да се консултација. консултираат, нека размислат, Повторно да ги- видат. За разлика од некои други диети, јас зошто ја одбрав оваа, бидејќи ми беше дозволено у било кое време, било што. Значи, они ми советуваа, Јанко, ова ќе јадеш, ова ќе земеш, ова ќе земеш. Тоа е правилото за првата фаза. Но, не ми забрануваа да земам и нешто второ и нешто трето, како во некои други диети, што мене не ми се допаѓаше. Но, таа слобода, ја се повеќе ја напуштав и се повеќе ги слушав и ефектите беа се подобри и ви честитам на успехот. Се надевам дека на многумина ќе им дадеме Помогнеме, така. позитивен пример. А ја морам да го пробам ова. Ова навистина не знаев, ја ги гледав таму, не допираа многу до супер е мене, тоа. но ова морам да го пробам и лично да ги добро, почувствувам. добро кажавте, треба ние луѓето да ги охрабриме да не се обратат. Значи, ние советите ни се бесплатни. Ама ти добро изгледаш, каратиста сам. Мене ме виде. Па така. Јас сум жив пример. Може така. Значи, ние некојаш и со совети на луѓето да само сменат нешто во исхраната. Значи, јас ги Добри ли се охрабрувам тие сите- што поминаа ни сето тоа? Одлични се. Не да се добри, него одлични се. Задоволни се сите. Ептен се задоволни заради тоа што е едноставен и лесен начинот на одржувањето на тежината после тоа. Ние дури сега имаме еден пакет каде што ги советуваме луѓето да дојдат во месец декември да бидат дел од нашата програма и нудиме ние бесплатен третман, тоест третман фитнес во Александар Палас за месец дена да добијат, само да ги мотивираме да видат дека е тоа едноставно. Зашо Доволно ја е ова тоа. не знам? Зашо не кажувате вакви работи? На Фейсбук е Ова пласирано. А на така да. Фейсбук е. Да, Добро, ја не го отворив вашата Фейсбук страна. Така, Ова е така. вашата prodimet.mk, доктор Робинсон, со сето тоа. Тука се и производите, можете се да видите. Оброците се минимални. Уште еден совет од мене да ви кажам, драги мои пријатели и пријателки, земете оние шпатули силиконски. Затоа што, кога ќе правите, например, омлет, и така натаму, омлетот е можеби и најлесен и највкусен од ова, според мое, оброците се многу мали. Многу мали. И онака гледаш секоја точка. Онаа шпатула, вака, буквално се да собереш, бидејќи ќе ти се залепи, а верувај, вака, све го мацкаш до последното, затоа што,
Знаеш што планирав јас, Мики? Да идам на хирургија да ми се намали желудникот. Значи, ја онаа фотографија желудникот мене таму ми е како на слон. Тие сте имале проблеми, И така мене ми е јасно дека години ќе ми требаат да го вратам желудникот во нормала, да се задоволи со нормална количина на храна. Ја пак морам да изедам огромна количина салата. Оти вечерва сега кога ќе дојам, ќе пуштам 2-3 серии, Walking Dead ќе гледам и додека зомбиевци јадат, ја ќе изедам едно, па сигурно една 3-4 краставици и 2 марули. Не, една, 2 нема. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека имате некоја корисна визија од прилика, затоа мораме надолго и на широко. Верувајте, ова сам не може. Ја ви стојам на располагање, можете мене да ме контактирате, но најдобро е обратете се таму, па ако ви одговара сето тоа и си направите некоја математика во глава, со Господ напред, ја ви гарантирам. Ја вака и реков на една моја пријателка која немаше храброст психолошки. 90 килограми, прекрасна жена, новинарка, 90 килограми. И реков вака у јуни месец. Сега земи, почни ја диетава, у август месец во бикини ќе објавиш на Facebook фотографии од кои нема да се сликаш у вода до тука со рацете или детето пред тебе, него ќе се сликаш вака, да ти се види и стомак, и струк, и задник, и така натаму, и така натаму. Стварно ефикасно, морам да кажам дека вреди. Ви благодарам за вашето учество во емисијата. Се надевам дека за нутриционизмот ќе имаме некоја наредна, а јас ќе го спремам господинот томатолент од Аце од томатолент. Да. Него ќе го спремаме за... Да, и јас уште еднаш да се заблагодарам за поканата. Нутриционизмот и како нов начин на исхрана и однесување кон животот и кон здравјето е тема која е неисцрпна и се надевам дека ќе имаме уште прилика да ги едуцираме и информираме луѓето, а ги охрабрувам сите слободно да се јават, да дојдат на бесплатни консултации за да им помогнеме како да си го подобрат својот живот и своето здравје. Информациите и консултациите се сосема бесплатни. Ви благодарам уште еднаш за поканата и се надам дека корисни беа информациите за овие 2 часа. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Се гледаме утре вечер во истото време. Лека ноќ и пријатно.